Излегува ли од контрола состојбата со пандемијата во градот под Марковите кули? Секојдневните показатели на новозаразени, хоспитализирани и починати го вклучија црвениот аларм. Британскиот сој е со 100% доминантен. Над 60% од тестираните се позитивни, а над 90% од хоспитализираните се со потешка клиничка слика и се на кислородна поддршка. За жал, и бројот на починати секојдневно е висок. Општинскиот кризен штаб, кој конечно се состана по 4-месечна пауза, бара воведување на порестриктивни мерки, помеѓу кои и локално продолжување за 3 часа на веќе постоечкиот полициски час. Ситуацијата во градот е повеќе од алармантна и ќе повторам, крајно сериозна. Полицискиот час, кој што сега започнува од 22 часот до 5 часот наутро, да започнува од 19 часот и да трае до 5 часот наутро. Ваквата мерка да трае во наредните 2 до 3 недели, затоа што во тој период се очекува овој така наречен трет бран на пандемија да го достигне својот пик. Напоредно со загрижувачката ескалација на тековната состојба и понатаму останува енигмата за алармантната смртност кај прилепчани, а зашто надлежните и понатаму немаат прецизен одговор на што се должи тоа, иако само денеска има дури 5 мина починати. Инаку во моментов во Прилепската болница хоспитализирани се 89 лица, од кои 77 се на кислородна поддршка. Во дневната болница се лекуваат 92 пациенти, а на инфективното оделение за преглед се јавиле 105 пациенти. Од почетокот на пандемијата, вкупниот број на регистрирани позитивни случаи на COVID изнесува 6122, а бројот на починати од почетокот на пандемијата е 284. Според директорката на болницата пак Кети Смилеска, заради енормно зголемениот наплив на пациенти, покрај веќе 4 реотворени ковид оддели, ќе биде отворен и одделот на очното оделение, а интензивно се работело и на доопремувањето на модуларната болница. Во моментов, слободни кревети има за уште 28 пациенти. Колку за споредба, во однос на починатите, од последниот состанок на Општинскиот кризен штаб, кој се одржа во ноември, бројот на починати досега е зголемен за над 100%, односно, тогаш за 8 месеци имало вкупно 125 починати, а сега за само 4 месеци тој број се искачил на 284.